Факелот на мирот е само нешто кое што, како да кажам, треба да не осуети сите или да ни покаже дека, како вели нашата соговорничка, овој оган е всушност оганот кој што е и во сите нас, треба да тргнеме од него. Значи, датумот не е врзан со ништо, но е трка за мирот, која што има своја цел. Цел е да ги вразуми веројатно сите, нели, луѓе во светот. Тодорка Петровска, ви благодарам, им благодарам и на сите оние кои што ова утро ќе ја трчаат оваа трка на мирот. Да, така е. Трката е на некој начин подсетник за тоа што ние го имаме во нас и за тоа што сме дојдени за тоа што треба да го направиме. Значи, се друго што се случува наоколу не треба да ни ги попречи, бидејќи мирот е тоа што сите трагаме за тоа. Во целиот свет всушност се случува ова, оваа трка на мирот или за мирот. Дали треба посебни некакви подготовки, дали треба некакви пријавувања или можеби можат луѓето кои што во овој миг не гледаат само да дојдат и да ви се придружат или да ни се придружат? Токму така, да. Секој што е ентузијаст да трча со нас, да сподели оваа порака, бидејќи ова не е надпреварувачки карактер, нема што да се спремаат физички, само треба да се трча со истата цел што имаме и ние. Така да на светски рамки се одржува константно, секогаш негде има, моментално имаше во Италија, така да на другиот континент, во Америка, во Австралија ќе биде во февруари. Константно се одржува, се пријавуваат волонтери како вие тркачи тука и се прави маршрута, главно локалните луѓе таму организираат маршрута. Битно е да се посетат одредени училишта и општини, да воспоставиме контакт со некои поголеми луѓе од власта, меѓутоа најбитно ни е да пренесеме пораката на децата. Значи тие ни се таргет група. Години назад се случува ова, вие сте вклучена во се во ова, кажете ни каков е одзивот на децата? Всушност, дали треба посебни објаснувања за нив? Тие се такви едни мили суштества кои што веројатно сакаат цел живот да е мир. Така е, да. Поглавно се најавуваме во училиштата и они се спремаат на тема мир, прават разни творби, представи, песни и слично. Меѓутоа се случуваат и многу спонтанни настани, кога поминуваме низ некој град, едноставно ќе не видат, ќе не повикаат и за во рокот кратко време, саат време, они веќе се спремни. Нема што многу да се филозофира околу мирот. Сите знаат кај треба го најдат, дека тоа е внатре во нашите срца. На возрастен човек кој ќе опрашате тоа може и да се размисли, но кај децата верувате дека одма знаат каде и зашто е пламенот и слично. Што тој представува всушност, да. Она што беше интересно пред ова линковско вклучување, помоабитивме ми рековте дека во Америка се случува или ќе се случува, колку што ве разбрав, 5000 километри трчаат американците, така? Да, не само американци. Во главно истиот основач, Шричин мој, ја основал оваа трка во 1987. Кај нас веќе од 89-та година почнува во Македонија. Меѓутоа не запрал само таму, он е визионер за мир, воедно и композитор и напишал многу поезија, атлетски човек и токму затоа целата филозофија на ноѓе на внатрешниот мир ја засновал на здраво тело. Значи трчање, организирање на маратони, кратки трки, долги трки и бидејќи веќе трчање маратон можеби не е толку предизвик, како да кажам, луѓето многу се вртат и на ултрадистанс трките, така да неговата трка што е основал е 3100 мили или 5000 километри и верувајте дека веќе се одржува константно секоја година во Њујорк во одреден кварт, каде што трчаат по еден круг, трчаат неколку круга во квартот. 52 дена имаат рок да завршат, но луѓето завршуваат некој италијанец кој што завршил за 40. За 40. Веќе е завршена, до вчера веќе заврши. Има и машки и женски надпреварувачи. И не само следбениците на Шричин мој се пријавуваат луѓе од страна кои што им е предизвик и се пронаоѓаат во сето тоа. Да. Како Тодорка се пронаоѓа или што мислите, ќе допрели до оние на кои што вистински им требаат допирање? Па допира, да, се гледа тоа кај децата. Најинтересно е кога тоа дете што сега го посетуваме после 10 години ќе не препознае на друг настан, на друго нешто. Така да се враќа тоа од после. Значи, затоа ги имаме децата и фино е што константно се трудиме да организираме за да бидеме тука видливи, да може луѓето да се подсетуваат. Значи, не е само денес, па ајде ќе заборавиме, туку и возрастните се тука, допираме и до нив.
Кажете ми како, сега денеска нема да биде она со следење па километри и така натаму. Тоа е кога ги трчат они европски тури, така? Да, имаме на секои 2 години европска тура, каде што буквално сите земји во Европа се поминуваат, 7 месеци рок и се трча секој километар. Меѓутоа затоа имаме голем тим, тоа го правиме тимски како штафета и може да покриеме по 100 километри на ден заедно. Денеска и овие 2 дена имаме организирани настани во Скопје, посетуваме училишта. Вчера бевме во Кочарацин, денеска одиме во Гоце Делчев и во Петар Попарсов. Така да како мала трка низ Скопје, трка за мир низ Скопје. И може да ни се придружат сите. Секако да. Ете така. Значи, мислам дека е ова доволно колку да им кажеме на сите или да ги подсетиме да го разбудат факелот свој. Така, кој што е во срцето. Пламенот е таму, само треба да го посетуваат почесто. Така е, да. И за крај, ние правиме наша трка како предвесник на она што ќе следува потоа. Да, ајде сега одиме. Јас можам и вака. Чекай, стой, идем горе. Идем